издание. Путин вели дека Русија станува прва земја што официјално одобрува вакцина за коронавирус. Трамп разгледува нови мерки со кои би им се забранувало на американските граѓани и постојани жители да се вратат од странство ако се верува дека се заразени со вирусот. Што прогнозираат аналитичарите за идната македонска влада? Ако останат без спортски надпревари, американските универзитети ќе се соочат со финансиски проблеми. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Анета Шијакова. Започнуваме со најновите вести. Рускиот председател Владимир Путин изјави дека неговата земја ќе биде прва во светот која формално ќе одобри нова вакцина против COVID-19. Сепак дел од меѓународните експерти се сомневаат во сигурноста на вакцината и дали таа навистина ги има минато сите безбедносни проверки. Во меѓувреме, администрацијата на председателот Доналд Трамп разгледува нов сет имиграциони прописи кои што ќе му забранат на американски државјанин или постојан жител да се врати од странство ако се верува дека е заразен со коронавирус. Американскиот државен секретар Мајк Помпео започнува еднонеделно патување во Централна Европа. Тој ќе ги посети Прага и Пилсен во Чешката република, Љубљана во Словенија, Виена во Австрија и Варшава во Полска. Патувањето доаѓа во време кога Пентагон се подготвува за реализирање на планот за повлекување на 12.000 американски трупи од Германија и нивно прераспределување во Полска и други НАТО членки. Американскиот председател Доналд Трамп беше на брзина изваден од брифинг пред новинарите во понеделникот попладне од агент на американската тајна служба заради пукање надвор од зградата. 2 истрели биле слушнати барем од еден новинар кој бил во собата за брифинг. Каква ќе биде стабилноста на идната македонска влада? Аналитичарите не ја исклучуваат можноста од нови предвремени избори. Мики Трајковски ја има анализата. Поради тесните резултати од предвремените парламентарни избори ќе биде многу тешко да се создаде трајно и стабилно парламентарно мнозинство, а со тој стабилна влада вели за Гласот на Америка аналитичарот Петар Арсовски. Според него, најголемиот дел од комбинаториките кои се сега во игра се со 61 или 62 пратеника. Тројца пратеници ако ви се разболат, вие веќе немате мнозинство и тоа е нестабилна комбинација. Другите комбинации или предразбираат премногу шаренолики партии во коалициите, што е исто така нестабилна комбинација, или пребегување на пратеници од други партии, што исто така ќе представува идеолошки комплицирана ситуација за менаџирање во наредните години. Има неколку сценарија, но е малку веројатно влада со заедничко учество на двете најголеми албански партии, додека пак широка владина коалиција тешко би функционирала, вели Марко Трошановски од Институтот за демократија. Со оглед на моменталните околности, процесот на формирање на влада веројатно ќе заврши со коалиција помеѓу Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ или пак Алијанса на албанците. Една од тие две големи партии би влегол во таа владина коалиција со се развиде учество на некои од помали партии пред се ДП и евентуално некој независен пратеник. Имајќи го во предвид нивото на тензии меѓу партиите и пинг-понг пораките кои се ги праќаат, не треба да се случи опцијата ниту една партија да не состави мнозинство и со тоа да се оди повторно на избори, но во тој случај во залог би се ставила државата, вели Арсовски. На крајот во залог е дали Македонија ќе конституира влада или не, или, доколку тоа не успее, ќе се оди на нови парламентарни избори, што би ја пролонгирало вкупната криза и би го зголемило периодот на неизвестност. Така што тоа е залогот, реституцијата на институциите и политичката стабилност во наредниот период. Трошановски пак смета дека новата влада какви да е треба да го избутка целиот мандат, бидејќи големите прашања биле затворени. Пред нас се реформи кои што се во линија на преговарачката рамка и евроинтеграцијскиот процес и мислам дека оваа влада би требало и мора да остане до крај, да го истера целиот тој мандат. Потребни ни се најмалку од се повторно предвремени избори и дисконтинуитет во процесот на преговори кои што ни очекува. Инаку преговорите за нова влада помеѓу партиите се одвиваат далеко од очите на јавноста, но се очекува многу брзо партијата која би обезбедила мнозинство да го извести председателот Пендаровски, кој според законот треба да го додели мандатот за состав на идната влада. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.
До 15 септември треба да се заокружи договорот за продажба на популарната апликација TikTok. Случајот е под будното око на администрацијата на Трамп поради загриженост за националната безбедност. TikTok привлекува внимание уште од неговото воведување не само кај тинеџерите. Повеќе од една година популарната социјална апликација која е поседувана од кинеската технолошка компанија ByteDance е под лупа на администрацијата на Трамп поради загриженост за националната безбедност. Откако најпрвин се закани дека ќе ја забрани апликацијата во САД. Председателот Трамп ја омекна позицијата откако имаше телефонски разговор со главниот извршен директор на Microsoft кој преговара за купување на компанијата. TikTok има милиони корисници во САД и е многу популарен меѓу тинеџерите. Има возможува да споделуваат видеа кои тие ги снимаат, кои најчесто се хумористични. Како други социјални апликации, Facebook и WhatsApp собира податоци од корисниците. Како што големите технолошки компании дојдоа на удар за собирањето податоци во САД, така кај американските власти се вклучи алармот дека податоците собрани од TikTok може да стигнат до кинеската влада. Мислам дека загриженоста е поради долгорочните политички, економски и разузнавачки импликации од податоците собрани од младите луѓе во САД. Младите за 10 години од сега ќе станат средовечни. Дел од нив ќе завршат на раководни позиции или на позиции каде располагаат со важна интелектуална сопственост. Трамп го одреди 15 септември како крајен рок за продажба на TikTok на американска компанија. Во меѓувреме, Instagram, кој е во собственост на Facebook, во наредните неколку недели се подготвува да лансира своја апликација налик на TikTok. Сето ова значи дека за TikTok времето истекува. Пандемијата го промени начинот на кој што функционираат колеџите и универзитетите. Овие институции се загрижени дека без универзитетски спортски надпревари ќе се соочат со сериозни проблеми. Колеџите и универзитетите се пред финансиско исцедување, но може да се соочат и со дополнителни парични проблеми, доколку се укинат нивните спортски програми. Погодно време за пандемијата никогаш не постои, но во универзитетскиот спорт тоа се случи токму на почетокот на кошаркарските надпревари, кои се најголем извор за финансирање на атлетската колеџ асоциација. Според податоците од асоциацијата, универзитетскиот спорт годишно носи околу 1 милиарда долари заработка од продажба на влезници и ги промовира универзитетите. Доларите од студентската кошарка, фудбал и бейсбол обезбедуваат повеќе од половина буџет за колеџите. Последици од губењето на тие приходи ќе има и во следните неколку години. Последици ќе има и врз паричната помош за студентите. Околу 20.000 меѓународни студенти спортисти се дел од универзитетите поддржани од Атлетската асоциација. Тие колеџи годишно доделуваат околу 2,9 милиарди долари за студентски спортски стипендии. Пред пандемијата бев убеден дека ќе добијам стипендија за успехот во текот на сезоната, но сезоната беше прекината, па тоа не се случи. Сепак се надевам дека ќе можам да земам стипендија и ќе продолжам да се надпреварувам. Некои од универзитетите планираат да ја отворат фудбалската сезона, потек што ќе подразбира зголемено тестирање на спортистите за COVID-19. Тие ги немаат неопходните ресурси за сите тестирања. Тоа загрижува бидејќи речиси и да нема универзитетски тим без позитивни случаи. Но Томас Хуарт, кој работи со универзитетите за зголемување на нивните капацитети за тестирања, го разбира притисокот за почеток на надпреварувањата. Економскиот удар е огромен. Буџетот за Тексас е околу 500 милиони долари. Тоа не е мала сума. Што да се прави со тие што веќе купиле сезонски билети? Можете ли да ги вратите парите што веќе се распределени на друго место? Дали колеџите ќе ја одложат надпреварувачката сезона или ќе бидат присилени да ја откажат целосно? Допрва ќе се види. Вие го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Гледајте не утре во истото време. Довидување.